Само 27% од учениците во земјава се чувствуваат безбедно во училиште. 36% од нив несогласувањата редовно ги решаваат со физичка пресметка. 14% биле жртви на врсничко насилство. 13 од нив биле намерно нападнати, а 10% морале да се одбранат. Невладините велат: во нашите училишта интензивно се случува врсничко насилство. Кога зборуваме за булингот, според нашето истражување, 61% од наставниците изјавиле дека доволно прават за да ги мотивираат учениците да пријават булинг. Наспроти тоа, кога ги прашаме родителите, само 28% од родителите сметаат дека учениците или средината во училиштето ги мотивира нивните деца да пријавуваат булинг. Според учениците потребни се работилници во секое училиште, за да се подигне свеста и да се запознаат младите со различните форми на агресија. Најчесто преку интернет и вербално, мислам дека веќе сме во таа возраст каде што нема толку физичко насилство. Сум била сведок на тоа во основните училишта. Во средните училишта е покрената свеста кај учениците. Сметам дека физичкото насилство е поретка појава, но поради тоа вербалното насилство и дискриминацијата се многу позастапени. Речиси да не постои граѓанин што во семејството имал случај со врсничко насилство или пак посведочил на истото. Јас имав пријателка, имаше внуче, друга, мислам, нација, не македонче, и обично децата го малтретираа во школа. Едно дете го малтретираше, преземаа многу активности, многу и на крај мора да го препишат во друга школа. Ние воспитувачите позитивно делуваме на нив и им дозволуваме такво нешто. Домашното воспитување, мајките, татковците. Постојат повеќе видови на врсничко насилство. Сепак, кај нас најзастапена е вербалната агресија, подсмевањето, нарекување со погрдни имиња, закани и слично. Загрижувачки е податокот дека 45% од учениците сметаат дека е во ред некого да удрат или да бидат удрени. Истражувањето е спроведено во 25 училишта, 810 ученици, 370 наставници.